Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 130-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една ТВ серија која честопати ја реферира во рамките на ова емисија, бидејќи е една од највпечатливите кои сум имал можност да ја гледам во изминатите 6 месеци, конкретно од рамките на тој спој на комични и трагични елементи, односно со интригантниот пред се амалгам кој што го образуваат овие комични ситуации, ќе ги наречам, со стравични ликови во драматичен сооднос, се создаде една одлична подлога за уникатно гледачко искуство кое ќе ви го приреди еден брачен пар кои само сакаат да имаат успешен подкаст во ерата на бумот на True Crime подкастите, но нивната предност е што пријател им е серијски убиец за кого говорат во подкастот и имаат доверливи информации за кои би биле нели неговите следни жртви, доколку и самите не станат едни од нив во ТВ серијата Based on a True Story, која што е создадена од страна на Крейг Розенберг за стримерот Пикок, за која што ќе ви говорам денес. А денешната емисија ја започнавме со бендот Motorola, односно станува збор за еден германски бенд кој што е формиран 2014 година, има зад себе издадено 3 албуми, првите 2 беа за Century Media. Атлас им беше последниот албум 2018 и направија една 6 годишна пауза од издавањето, со тоа што оваа година го издадува нивниот трет студиски албум, кој што гласи This House Has No Center, кој е издаден за Supreme Chaos, односно за Soul Food, со тоа што од овој албум го слушнавме самото интро The Night и потоа All Bells Ring и Light to the Creator. Односно, како што можевте да воочите од овие композиции, станува збор за еден прилично амалгамиран бенд на призвук кој што не доминира од една страна, туку стонер елементите се позадински, со тоа што прогресивните елементи се во преден план, меѓутоа се под силно влијание и на пост-рок, и на heavy metal, имаат дум елементи, имаат психоделични елементи, осцилации, како што можете да слушнете, така што се една убава музичка легура, од која што ќе слушнеме уште две композиции, односно ги избрав побрзите од овој албум, ќе слушнеме A Lightweight Champion и ќе слушнеме Handleboat. Така што во продолжение ги слушаме Motorola, а доколку сакате да знаете како се прави подкаст за серијски убиец кој ви е познајник, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусведно дејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени, започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 130-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена на ТВ серијата Based on a True Story, која представува американска крими комична трилер ТВ серија, која е создадена од страна на Крейг Розенберг, кој е еден од луѓето кои ги знаете дека стојат за ТВ сериите The Boys и Gen V, но исто така е еден од луѓето кои што ја создаде и Preacher, претходно кој што има работено, и исто така е сценаристот на хорор филмовите The Uninvited и The Quiet Ones. Серијата ја продуцира за Пикок, стример кој на секој можен начин се обидувам да го избегнам во оваа емисија, од проста причина што има прилично незанимлива понуда од серии и додека сум се помачил да најдам нешто вредно за презентирање, како што беше например ТВ серијата One of Us is Lying или Twisted Metal или Poker Face, односно поголем успех имаат со нивните комични, ако веќе гледаме од оваа дистанца, отколку со мелодраматичните серии, затоа што тие најчесто изгледаат како ТВ сапуници, бидејќи NBC Universal и Comcast се собственици на каналот, па тие си имаат своји критериуми, ајде така условно кажано да ги наречеме, кои што бараат да се пени таа серија која што ќе биде прикажана таму, па затоа сметам дека повредни се за препорачување, например, комичните потфати кои што може да ги најдете на стримерот, каде нема толку големо воздржување конкретно во стадиумот на авторството,
А во стриминг војните моментално се на 12-то место со 31 милион претплатник, милион повеќе од бразилскиот Globoplay, 3 милиони помалку од индискиот Alt Balaji, односно ако повеќе сакате да го ситуирам во рамки на западните канали, се наоѓаат над Stars, меѓутоа под Apple+. Последната комична серија која се појави таму, која беше сериализирана, е за мечето Тед. Музичката Kings from Queens, извинувам, The Run DMC Story, а во март е најавена мистеријата Apple's Never Fall. Најчесто не ги продолжуваат неуспешните серии, меѓутоа Bel Air, Poker Face, Bupkis, Twisted Metal и Based on a True Story веќе имам информации дека ќе бидат обновени. Со оглед на тоа што се собственост на Universal, има доста IP во нивниот посед, кои им се моментално во процес на развој, како што се адаптациите на филмот Fear, потоа на филмот Reality Bites, на Rear Window, на Casper, на Battlestar Galactica и моментално се снимаат Fight Night, The $1 Million Heist и Хистерија и за мене најочекуваната Crystal Lake. Како што може да забележите, многу малку серии се објавуваат пред се на стримерот, немаат континуитет, па може би се со нивно обновување на успешните ТВ серии во нови сезони ќе го добијат тој сакан континуитет, за да имаат некаква си целосна програма, да не биде само место каде што ќе фрлаат филмови и серии, филмови кои што не поминале како што очекувале во киносалите, или па серии кои што можеби не се за сечи гледачки вкус. Најчесто објавуваат цели сезони, на моје големо задоволство, ретко седат недела за недела, освен се разбира доколку имаат златна кокошка која што сакаат да ја мозат, како што беше случајот со Poker Face, ако не се лажам. Based on a True Story се одржи 8 епизоди со време трајање од 30 минути, освен пилотот, тоа е 45, што значи дека за 4 часа ќе изгледате во целост, а тоа па се сведува на фактот дека е многу пократка од останатите ТВ серии за кои што ви говорам. Беше објавена на 8 јуни минатата година и поради летниот распуст, зимскиот распуст, актуелноста на други серии, секојаш ја тргав на страна, но сега наоѓам место за неа, што значи дека може дури да ја изгледате во едно седнување или да си ја изгледате во 2 дена по 2 сати, ако имате трпение. Јас не може да се воздржам, признавам, и ја изгледав скоро целосно во еден ден за време на викенд. И мислам дека последните 2 само ми останаа за наредниот ден. Заразна е, тоа е големиот проблем кој што има оваа серија, баш поради краткоста на епизодите, и вие верувам дека ќе сакате да ја пуштате и наредната, и наредната, и наредната, и на крајот на денот ќе забележите дека веќе сте поминале 4 часа со овие ликови. А во серијата станува збор за агентка со недвижности и поранешна тенисерска звезда, односно парот Ава и Мет, кој откако во нивниот дом ќе го повикаат водоводжијата Нейтан, ќе согледаат дека тој е всушност серијски убиец и штом го откријат, ќе започне True Crime подкастот кој што го водат тие, за да профитираат од неговите злодела, се разбира, добивајќи на слушатели и на следбеници ширум свет, но поголемо внимание значи и поголема можност да се направи некоја грешка, конкретно од страна на убиецот и да биде забележан во неговиот нареден потфат. Тие сакаат да го уценат, додека го интервјуираат за потребите на подкастот, да хибернира од убивање, но таа абстиненција е тешка за секој убиец, посебно за сериските. Од една страна, тука е фамата на True Crime подкастите, која е евидентна во светски рамки во изминатата деценија, со популаризирањето на медиумот, но во друга страна па и етичкото прашање се поставува на знаењето на убиецот, без да биде пријавен на властите од страна на луѓето, нели, кои што го водат овој подкаст, и да се спречи секој едно потенцијално убиство, нели, со самата таа глорификација на убиецот, нели, се дава една многу лоша призма за популаризацијата негова, конкретно за добивањето на тој малтене статус кој што го има од страв почит во помеѓу народот. Парот, иако смета дека може да го контролира,
да бидеме реални, немоќни се не само да го регулираат убиствениот поход, дури и ќе загубат превласт врз сопствениот подкаст и ќе се доближат себе си премногу до блиску до сечилото на убиецот, затоа што сепак во прашање е човек колико диво животно, способно да убие без око да му трепне и да размисли за последиците кои што би ги имал од секој нареден бодеж. Во прашање е, значи, комодификација на самите убиства и нивните подкасти си имаат собствени последици. The Great American Art Forum, BD, Who's Next, The Survivor, Ted Bundy Bottle Opener, Love You, BuzzFeed, National Geographic, The Universe се насловите на епизодите со кои што се поигрува со централното действие кое што е воочило во нив. Најавена беше уште во април 2022 дека ќе биде работена од страна на Розенберг и Джейсон Бейтман кој што е продуцент на оваа серија. Мене оваа серија ми е сето тоа што требаше да биде Only Murderers in the Building со тензични сцени во кои се наговестува убиството и тоа како е крваво, но и со комични поставености во кои се затекнати наивните предселикови, што поседува квалитети до кои сметам дека невозможно е да дојде серијата која без разлика над звездите го нема блескавиот и креативен Розенберг, кому не му е грижа или некого ќе го навреди за да биде слушнат, барем тоа што има да го каже од широките маси, така што се држи повеќе до неговата автентична визија која што ја има за овој подкаст кој што е прилично серија за подкастите за серијските убици кои што се прилично тематски врзани со денешницата и се врзуваат за таа фама и глорификација на насилството во медиумите, така што е интригантно колку е горлива оваа проблематика која што ја разработува самата серија, на комичен начин се разбира. Правиме тука кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Laser Eyes. Ако тргнавме со музичкиот поход денес од Германија, се селиме за кратко во соседната им Австрија, во град каде што музицираат членовите на овој бенд кој што го издадува нивниот нов студиски албум кој што гласи Grizzly vs. Guillotine, односно тој е наследник, ако не се лажам, на Gunsfield, тоа беше претходното нивно издание, со тоа што од овој албум ќе имаме можност да ги слушнеме композициите Eyes Like the Sky, Succubus и Innocent Chupacabra, со тоа што уште еден прогресивен рок-н-рол бенд со прото-хеви метал елементи и стонер елементи кои што се провлекуваат помеѓу нив. Така што едно интригантно музичко издание следи во рамките на емисијата и потоа се враќам во да ви говорам за актерите и актерките кои што глумат во ТВ серијата Based on a True Story, за која што ќе имаме можност да слушнеме една кратка најава, односно интервју од самите нив. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 130-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата Based on a True Story, а во овој сегмент сакам да ги посочам актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во рамките на оваа серија, која е предводена од Кейли Куоко, која ја знаете од The Big Bang Theory, ја знаете и од ТВ серијата The Flight Attendant. Таа ја глуми Ава Бартлет, односно таа е бремениот агент за недвижности, која што сака да капитализира од убиствата на West Side Ripper, односно серијскиот убиец, со тоа што бара некакво живнување на незининото постојање, односно адреналин во животот, и затоа го почнува подкастот за убиецот со помош на незиниот сопруг Нейтан. Таа е подоминантна и погласна во бракот, но колку и да е наметлива, убиецот си има своја агенда и против неа. Незиното незадоволство е пред се од професионалниот ангажман, каде што добива случаи на работа од милостина, буквално од незините предпоставени, така што не се наоѓа на саканата позиција на работното место и прогресот кој што би го посакувала, и фрустрациите ги изнесува токму во True Crime подкастот и борбата за стекнување на слава и пред се забележување на незиниот учинок.
Крис Месина, кој што го знаете од Argo, од Devil, од Ruby Sparks, се извинувам, од Sharp Objects, тоа е серијата The Sinner. Тој глуми Нейтан Бартлет, тој е сопругот на Ава и поранешен тениски играч, денешен тренер во клуб во Беверли Хилс, кој бил поран познат тенисер, пред да настане повредата на неговото колено, која што му е завршила пред време кариерата, па сега тренира богаташи и нему му е потребна пред се возбуда во животот, па со Ава што му дознаат дека водоводжијата е убиец, снимањето на подкастот е следен нормален чекор за нив, но иако е попасивен во самата врска, сепак знае да заглави во небрано за да се докаже неговото место во светот. Наводно имал можност да биде наредниот Андреа Гаси, доколку продолжил да игра тенис, дури го победил во една ситуација Федерер, ако може да им се верува, ама овие дамнешни успеси го прават исто така и него нереализиран и isfrusтриран лик, кој што се препушта на True Crime фамата. Том Бейтман, кој што глумеше во серијата Jekyll and Hyde, во филмот Snatched, во филмот Cold Pursuit, тоа го глуми Мет Пирс, тоа е водоводжијата кој се спријателува со Нейтан, кој во слободно време убива луѓе. Како што нели ќе се посомневаат Нейтан Јава во таа негова практика, кој секако дека сака слава, па затоа постепено и ќе сака да поврати контрола над самиот подкаст, например, и да го има последниот збор за тоа која ќе биде неговата наредна жртва, која ќе заврши на неговото сечило, кој што со ладнокрвни премени од шеговитата до стравичната страна ги пренесува мет во, односно ги пренесува Том во перформансот за мет. Присила Кинтана, која што ја знаете од филмот Polaroid, Пандора се извинувам, и Good Trouble, таа ја глуми Руби Гейл, таа е богата пријателка на Ава, односно тајновита опортунистка малтене, опсената со True Crime подкастите, која сака да биде дел од подкастот кој што прави самиот пар, ама штом почне да зборува со детективот дека знае кој е убиецот, ќе заврши со игла од пикадо во низиниот врат, токму од тоа што сака да зборува, односно да ги издаде идентитетот на убиецот на властите. Арон Стейтон, кој што знаете од Mad Men, го глуми Симон, сопругот на Руби, кој што е прилично забавен лик, кој си ја сака сопругата и покрај отворениот брак кој што пропагира таа и низиниот љубовник. Лиана Либерато, која што ја знаете од Scream 6, од Light as a Feather и If I Stay, ја глуми Тори Томпсон, таа е помладата сестра на Ава, која живее со неа и Нейтан, која е малку поздраворазумно од двајцата заедно, која што е мрчаторка и му фрлила око на водоводжијата, кој сака да и ги провери цевките. Наталија Дайер ја глуми, ја знаете како Ненси од Stranger Things, таа ја глуми Клои Лейк, односно шанкерка која ги привлекува Мет и Нейтан во бар во една вечер, потенцијално наметнувајќи се како една можеби жртва на самиот убиец. Ли Джун Ли, која што ја знаете од Бабилон, ја глуми Мишел, колешката на Нейтан, кој работи во тенискиот клуб. Анабел Декстер Джонс, актерка од Реведж, која ја глуми Серена, една од најдобрите пријателки на Ава. А покрај нив во серијата се појавуваат и Брендон Кинер, кој го знаете од The Purge Anarchy, тој глуми Пол, сопругот на Серена, и Ајша Алфа, која што глуми од Degrassi Next Class и е поранешна фудбалерка, ја глуми улогата на Керолин, уште една од најдобрите пријателки на Ава, која што исто така True Crime љубителка, која е туристка на светот, односно патува од држава во држава со помош на нејзиниот сопруг. Алекс Аломар Аклобоме го глуми Рајан, тој е клиент на Ава, кој бара да купи вила, но не треба многу за да ги купи најпрвин сексуалните фантазии од страна на Ава, со тоа што таа ги гаи за него. И во серијата се појавува Джун Дайан Рафаел, која знаеме од Burning Room, од Unfinished Business, таа ја глуми сестрата Липински број
еден во оваа серија, односно првата од сестрите и секако Майлс Мусенден од Cloak and Dagger го глуми детективот Квинси Берел, кој што ќе се доближи до постоечкиот убија заедно со Ивон Сенат Джонс, кој што е детективката Джеси Петерсон. Покрај нив, уште да испоменам Пирсон Фоде, кој што го знаете од серијата Animal Kingdom, ама од CBS как глуми Джейми и Себастијан Квин од Miranda's Victim во улогата на Карлос, тој е пред се љубовникот на Руби, кој што таа си го шета како нејзин сувенир. Со тоа што највпечатлива ми беше сцената со конвенцијата на True Crime подкастери, односно Crime.com, кај што се собраа сите кои што се фанатици на овој тип на пренесување на љубовта кон, односно обсесијата малтене кон самите злосторства. И беше една интригантна епизода каде што на еден сајм може да се забележат сите тие клишеа и стереотипи кои што важат за True Crime подкастите и бидете пред се подготвени за смрт на куќе, смрт на поранешен собственик, како и борба за доминација помеѓу соседите кои што едноставно не сакаат да попуштат еден против друг за тоа кој е всушност собственикот на миленикот. Така што е интригантна серија со шаренолики карактери кои што може да уживате доколку ја погледнете. Правиме тука уште една кратка музичка пауза, односно во емисијата ќе слушнеме Шубмодул, односно се враќаме, ако започнавме Германија, заминавме за Австрија со помош на музичките бранови, се враќаме во Бохум во Германија, од каде што доаѓа ова трио кое го издаде наследникот на нивниот албум Модул 1 од 2022, односно новото студиско издание кое што гласи Lost in Kelp Forest, односно од ова прекрасно издание ќе имаме можност да слушнеме композицијата Voyage, Ascension и доколку имаме време ќе слушнеме Revelations, односно станува збор за еден интригантен пред се прогресивен, меѓутоа јас би рекол space rock бенд кој што има stoner rock влијанија и proto heavy metal влијанија, меѓутоа сепак доминација има некакво си психоделија и space елементи кои што се присутни во нивниот моќен израз. Така што продолжение на емисијата ги слушаме Шубмобил и потоа се враќаме во да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува пред се ТВ серијата Based on a True Story. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 130-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за Based on a True Story, а за самиот крај на емисијата сакам да продискутирам за одредени спецификации кои што и поседува оваа ТВ серија, која за жал нема најава, само се појавуваат надписи, титул карти со имиња на актерите и екипата, со оглед на тоа што е 20-30 минутни се епизодите, па и не би очекувале да се губи дополнително време трајање на најава, кај комедиите ретко кога ја има, и тоа секогаш е добро дојдено да се потруди некој нешто да реализира, барем за едноминутен филм да стави пред една ТВ серија. Како што напоменав, 8 епизоди брои оваа серија, што значи има еден сценарист, односно Крег. Според новите стандарди не ја исполнува квотата од минимум 5 сценаристи кои што мора да има една ТВ серија со 3 продуценти минимум, а тие има 9 продуценти, така што не знам како ова ТВ серија очигледно дека е договорена пред создавањето на протестите кои што беа наменети за инволвирање на повеќе сценаристи, меѓутоа како единствен автор на серијата се води Крег. Со оглед на тоа што има 8 епизоди, има режисерки кои што ја работат оваа серија, односно по 2 епизоди работат Дженифер Арнолд, Александер Буоно, Франческа Грегорини и Ану Валија работат 2 епизоди. Со тоа што музиката, која ќе имате можност на крајот на емисијата да ја слушнете, ја прави Шери Чунг, односно неја знаете како авторка на музиката за Blindspot, за Riverdale, за The Lost Husband, за Diabolical на The Boys, односно ќе прави и музиката на Gremlins Secret of the Mogwai, со тоа што трилер
например, мора да има Херманови влијанија, но Черис игра со исчекувањето на гледачите со помош на доста игриви решенија, така што громогласна гудачка свита со перкашен е реминесцентна на трилер жанрот, секако дека ќе ја наслушнете ова одлука во поглед на организирањето на самиот оркестар, но диверзитетот на перкашанот кој го има од тарабуки, од дајре, од шейкери, од ракоплескање, дури има придружба на пијано, го краси пред се ова дело и повремено става невообичаени инструменти како хармоника или харфа во некоја или некој свирче на некаква си кратка мелодиска линија, ефект кој ќе украси пред се композицијата, користи електронски пулсирачки перкашен, особено кога е убие со прашање, кога треба, ама нејзиниот скор е во функција пред се на трилер дженителите, не е во линија на драматичните или комичните елементи, во секој случај спојна класика електроника како секундарна функција. Погледна сценографијата, имаме делови во предградие на богатите во Лос Анџелес, односно во Пасадина и во Беверли Хилс, директор на фотографија се Мишел Лолер и Марка Шварцбард. По 4 епизоди се снима преку ден, што значи дека домови кои имаат големи прозорци, влегува доста надворешно светло се употребени за потребите на серијата, која ја монтираат Мариса Мулер, Ник Олах, Варун Вишванд и Крис Петерсон. Задржана е течението на действието со помош на монтажата, а поглед на костимографијата и шминката имаме модерно доба, така и облеката варира од таа секојдневната потреба до тоалетите за забави и прослави, нема надприродни елементи, а хумор и еротика, има комични ситуации во кои заговоруваат ликовите и во неколку нивни преписки, промискуитетни се ликовите, ама ништо тоа не е естетизирано, има сексуални фантазии кои почнуваат и се пресечени кога ќе сватите дека се всушност фантазии. Во поглед на ефектите има по некоја капка крв и тоа има и бодежи кои се за во хорор филм, посебно наденувањето на лицемерката на конвенцијата на чадор, например, која што знае да биде доста грозоморна. Во поглед на има сон се употребува, со тоа што има фантазија за употреба на градење на овие убиства кои што се гледаат, жанровски е крими трилер комедија, англиски е јазикот на кој што се говори. Поглед на неостатоци, знам дека соновите знаат да бидат разочарувачки, што не се составен дел од реалноста, и дека некој во денешницата може ноншалантно да убива и да е на под надзор, што е тешко од заверување. Тешко ми е и да најдам мани, а дали мене ми се допаѓа или не некоја одлука на лик е ирелевантна. Например, се додека ми е убедливо дека ја направил таа одлука и ја прифаќам како таква, така што не барајте морална вредност кај овие ликови. Убиецот е повеќе од потребен таму за да ги покоси, односно да биде казната на нивното декадентно однесување, така да го наречеме, во привидната идилична американско предградие. Поглед на континуитетот на епизоди, кратки се епизодите и заразни, така што се тешко е воздржувањето од пуштањето на наредната, тече како вода действието со бројни перипети и проблеми, и ако го знаете убиецот уште од почетокот на серијата, останувате до самиот крај. Поглед на градењето на ликовите, иако триаголник на парот и убиецот е во преден план, за толку кратко време има нафрлено многу споредни ликови со по една карактеристика кои немаат простор да се доразвијат, а ги има во изобилие и се издвојуваат со тие уникатни навики. Мислам дека слотс се нарекуваат обседнатите со решавање на случаи на интернет, односно другите референции кои што, другите назнаки кои што ги има да се армчер или киборд детективи. Слични серии на ова, секако дека паралела може да се направи со Санта Кларита Diet, потоа веќе споменатата Only Murders in the Building, како и The After Party, например, која што исто така беше аналогна на извршување на убиство и барање на сторителот. Секако треба да се напомени и The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, потоа Run, The Flight Attendant, Poker Face, Bad Sisters, The Resort, Killing It, You,
Dead to Me, Truth Be Told, Good Girls, Unbelievable, The Act, Dirty John, Big Little Lies. Погледна атмосферата е акционо комична, загарантирана е гледливоста и постигната е убедливост. Во самиот епилог Руби е таа која завршува под земја од страна на парот, а нејзиниот сопруг се појавува на врата, кој може би е информиран од убиецот каде да ја бара неговата жена. Не знаеме тоа, проектираме, ама соучесниците стануваат извршители на злочините, што е дело на убиецот кој дискутира со други убийки за контрола врз подкастот. 9 од 10 има оценка според мене оваа ТВ серија, а за продолжение не знам дали треба да има. На оваа игра на мачка и глушец се разбира дека е одобрено, затоа што сите конвенции на True Crime фамата сметам дека на еден друг начин беа допрени. Понатаму само може да завршат зад решетки брачните партнери, или да се појави некако си нов убиец кој што дополнително ќе ги заплетка нивните обиди да излезат од гробот кој што самите си окопаат, затоа што нели убиецот е поискусен од нив кога е во прашање отстранувањето на животите и пред се справување со тие безживотни тела. Меѓутоа ќе видиме Креки екипата што ќе одлучат и како ќе ја решат втората сезона. Со нетрпение чекаме да ја погледнеме. За крајот на емисијата слушаме музички избор кој што го направив од самиот скор на оваа ТВ серија која што е компонирана од страна на Шери Чунг и тука ќе го завршиме ова издание со тоа што вие го слушавте 130-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализирав првата сезона од серијата Based on a True Story. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!